Почитувани гледачи, еве влегуваме во вашите домови, каде и да се наоѓате? Дали овде на Балканот, на каменитиот Балкан, или пак некаде во диаспората во Австралија, Америка и останатите места. Сепак еден срдечен поздрав од сите нас до сите вас. Со оваа емисија, ова топла емисија ја ќе реализираме во село Марена. Тоа е нашето најубаво кавадаречко село, кое што се наоѓа и некаде гравитира во близина на градот Кавадарци. Инаку се наоѓа во атерот на општина Кавадарци. За Марена и за неговото секојдневие, за да ви го доближиме, започнуваме со кого? Ако не со првиот човек или таткото на селото, како што го викаат, председателот на местната заедница, тоа е господин Мите Камчев, воедно и советник во Советот на општина Кавадарци. Господине Камчев, најпрво да ви честитам, вие веќе втор мандат сте председател, еве да запознаеме гледачите, нели, на местната заедница. Но, претходно, еде мала лична карта за селото. А кој е село Марена? Кажете ми. Колку жители има и сето оно што е значајно. Па поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Нашето село Марена е со подолгогодишна традиција. Нашето село брои околу 1200 жители, од кои претежно се православни, мислам, македонци. Имаме и околу 150 роми. Животот со оние е добар и покрај некои проблеми што ги прават оние, али мислам решливи се тие мали проблеми се. Ги решаваме како председател ја на селото, ги решавам со мојата местна заедница, тоа сето го решаваме. Така. Сега еден мандат е за вас. Веќе рековме, го започнувавте вториот и веќе сте на средина некаде. Со што ќе се пофалите или што направивте и како го затекнавте селото, со кои активности и кои проекти ги реализиравте во време на првиот и овој мандат што преостанува сега? Повелете. Марена го наследивме како почнати проекти, мислам, од бившите предходните, мислам, председатели што беа. Имаше некои и нивни иницијативи, нивна изградба на улици. Главен проблем кај нас во селото е колекторскиот систем, кој што во летниот период има доста голема смрдеја. И тој колекторски систем за време на мојот мандат почна да се гради од Кавадарци надоле, треба да дојде до под Сопот. Има изградба до Глишиќе, веќе стигнат. Треба да дојде оваа година до Марена, до пред Марена, па наредната година за време на овие 2 до 3 години додека ми трае советничкиот мандат и председателскиот мандат на Марена, сакаме да дојде испод Марена, да го решиме тој еден најгорок проблем за нашето село, смрдејата во селото. Натаки имаме и изградба на улици. Тие што не беа до изградено улици, имаме изградено улици, поплачување на улици, асфалтирање на улици. Негде канализација имаше дел од селото недовршена, имаме и уште за изградба канализација, довршување на канализација. Имаме до поплачување уште на улици и асфалтирање на улица. Имаме како прво, мислам, го реков колекторот. Имаме и фудбалски клуб кој што игра во третата лига, али тој фудбалски клуб нема сооблекувалната ни е во хаотична состојба. Сега со овој градоначалник во програмата ја имаме и таа сооблекувална, да видиме дали ќе успееме. Она веќе и пред првиот мандат беше во програмата, али не ја реализиравме. Сега овој градоначалник ни обеќа дека ќе ја реализира и ќе ја изградиме сооблекувалната. Тие мислам се ситуации што треба да се довршат улиците, асфалтирање. Имаме подпорни зидови, тие сите мислам ситуации се дадени во локалната самоуправа наша на разгледување колку има буџетот, колку ни е буџетот, толку да ни помогне. Сега да го запознаеме светот и со тоа дека вие сте и поранешен фудбалер. Значи како спортист ве боли кога фудбалот или спортот во Марена треба да биде и на прво место, и се трудите како градоначалникот Митко Јанчев да го реализирате. Значи ли тоа дека позитивно размислувате и гледате на тоа? Каде сега котира? Како се вика фудбалскиот клуб во Марена? Повелете, кој е тренер? Фудбалскиот клуб во Марена го викаме како и нашето село, ФК Марена. Јас како поранешен спортист и мислам фудбалер играв во нашиот клуб, имавме тогаш и
врвни спортисти, мислам тренери како што се Наќо Тотовски, Томе Хаджибацирев и ред други. Сега моментално го води наш бивш фудбалер исто клубот. Не е професионален клубот, али игра во третата лига кај нас. Котираме на средината на табелата. Градоначалникот Митко Јанчев ни помага најмногу. Задоволни сте од него? Јас сум преблагодарен од него и како местна заедница. Го зборувам тоа да името на цела местна заедница и од жителите на Марени и како советник. Ма имате можност. Имаме можност и тој како советник не почитува, мислам, и одвојува средства и од буџетот на општината и лично од неговата приватна фирма Кожувчанка за спонзорства, а имаме и тука некои фирми во Марена кои помагаат у поглед на спонзорирањето на клубот. Тука како прво ќе ја споменам Ефремови транспорт, Ками Комерц, Ика Спорт, Воќар и Рош Транс исто мислам кои помагаат за спортот. Има и други некои со минимални средства помагаат, али тие се претежно фирми што го одржуваат нашиот фудбалски клуб за да играеме во трета лига. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со разговорите во кои што ви го присликуваме секојдневието на убавото кавадаречко село Марена. И ви се наоѓаме некаде на почетокот на село Марена на патот Неготино-Кавадарци. Тука се наоѓа една многу успешна фирма за производство на инокс опрема за винари. Тука се наоѓа директорот, меѓутоа малку повеќе ќе разговараме со председателот на местната заедница, на советот на местната заедница. Тоа е Мите Камчев, веќе го запознавте нели на почетокот на емисијата. Господин Камчев, еве се наоѓаме во ова винарија, прекрасно со производи кои што им се многу потребни и со голем и врвен квалитет. Повелете со што се Малериќ може да понуди. Добар ден и од мене на сите гледачи на РТК и пошироко. Како што спомна водителката, се наоѓаме во салонот во фирмата Малериќ. Оваа фирма датира тука во нашето село пред 15 години и тоа доста успешно како село. Доста ни помага во селските активности, се занимава со продажба на опрема за преработка на вино. Тука има комплетна инокс опрема, почнувајќи од мелење на грозјето па до складирање на комплетно на грозје, на вино, исто се и продажба на производи од вино, како вино, ракија. Може да го пофалам директорот што е на винаријата или газдата што е собственикот, Лупче, дека комплетно во сите наши активности донира во дали вино или било што за сите наши манифестации, како што е Свети Трифун, најмногу за тоа што таа му е целта, тоа му е браншата, и донира вино, ракија за нашите средби кои ги организираме во нашиот соборен храм од црквата. Значи 15 години работи успешно Малериќ и толку години тука е во селото, нели, соработува со вас, го цените и нормално лозарите се задоволни што можат од прва рака тука да ги добијат овие квалитетни производи за производство на вино. Тој не е тука 15 години и со неговото доаѓање во селото имаме тука доста прифатливи цени од прва рака што ги викаме. Лозарите се многу задоволни, сите што може да си купат комплетна опрема, почнувајќи од мелење на грозјето како мулјач и комплетна инокс опрема за складирање на виното и на ракијата. И уште нешто, дали ова е доволно како производи или сигурно Малериќ планираат да уште своја нова опрема која што е со европски стандард? Верувам дека тоа го знаете. Малериќ како фирма од ден во ден се повеќе и повеќе се усовременува. Оде по европски стандарди, има комплетна опрема што како диктира мислам Европа, така тој ги носи тука сите садови, сите инокс опреми што се за подобар квалитет, за подобро чување на виното и на грозјето. Верувам дека Малериќ има и своја клиентела надвор и од Марена, надвор и од Македонија. Сигурно, нели, вие соработувате и знаете.
Па комплетно од цела Македонија доаѓаат тука луѓе кои земаат инокс опрема, затоа што опремата што ја продава Малерич е доста квалитетна, со високи европски стандарди и затоа квалитетот е незаменлив, доваѓаат луѓе од цела Македонија. А и цените се поволни. И цените се од прва рака и најповолни во цела Македонија. И еве за диаспората, почитувани гледачи, каде и да се наоѓате во светот, ние еве тука се наоѓаме во фирмата Малерич, па еве погледнете, ова се инокс опрема со софистицирана опрема, со високи стандарди, значи веќе одиме во Европа, па еве нека зборуваат инсертите понатаму за производите и опремата на инокс опрема. Еве се наоѓаме пред семејната куќа, овде во село Барена, и во дворот на семејството на мојот соговорник, а вие сте? Димитров Атанас. Атанас, веќе сте во години, но се уште работите. Меѓутоа, ваша преокупација, како од мало дете па до денес, е раноградинарство и лозови насади. Меѓутоа, нешто и на синовите, нели, пренесовте и тие се исто трудолюбиви како вас. Со вас ќе разговарам повеќе околу раноградинарството. Имате тука пластеник и кажете ми од кога се занимавате, посебно еве во дворот, и дали имате некаде други површини со пластеници? Не, други површици да, але во мајката сега тука што работиме. Од тука мајката па расадуеме секој посебно, после од тука го кориме па си одиме на фолите ги знаеш кај што се, што тамо ги садиме дали 8, дали 18 и така. А ако ме праша веќе пласман и пазар, тоа е друго прашање. А ме интересира пласманот. Еве сега ќе го произведете и ќе го донесете. Колку од прилика произведувате во килограми? Килограмите никој не може да ги определе и да рече толку. Природата го прави тоа. Да, меѓутоа секако имате некоја сметка. За ланста година само прва година, што многу имаме садено, а малку на време. Природата го створи тоа, го изгоре и ред и така и со лојство, пламњаци, болести и така. А у земјоделието нема доктор, нема наука на земјоделието. Меѓутоа вие како ги заштитувате овие култури? Па заштита има и агрономи. А ние сме по агрономи од јодни, пошто имаме голема пракса. Во делот на пласманот, каде ги пласирате? Клучево каварци. Да. Цената поволна и за вас и за тие кои купуваат? Цената е неутрална. Зошто ли? У самата иста ден имаме 3 цени. А па ако збориме годишно, тие се поиско. Здраво е да се работи во поле, така ли е? Да се донесе дома приход. Синот ви помага во градинарството? Обовезно, ако не он, ја како сам. Тоа е нормално. Не е да им помага, но ја му помага. Добра. А како минува деновите, осем еве што пластениците се тука, овде во Марена? Имате ли своји другари, одите, се шетате? Ако сакаш другари, барај у нашето село Марена. Нема завадлак, нема зошто е вие, зошто е тие, зошто е тие. Секој кој има свој, како да го речам, напредок на основ животот, сам ќе го најде место. Со председателот, со Мите Камчев тука е, соработувате, кажете ми? Прво, он е председател и советник е, а не се тоа е мој дете. Извини, вака што речам, не мој дете, со татко му, како браќе, како заедно пораснаме, и он денеска ми вика баце. Така. Мите, како е, Нели така? он е Точно, еден од точно. напредните, нели, ова семејство напредни лозари, градинари, така ли е? И колку сте задоволни, еве, и од соработката? Излегувате ли во пресрет на нивните потреби, доколку имате, советуваат со вас? Па, соработката со оваа фамилија, како што кажа и баценацо да го наречеме, јас така си го викам, е многу голема
помагањето бараме од постарите, ние секогаш, затоа што и ние одиме на тоа, али од нив бараме. Главната веќе цел, главната работа на помладите ја бркаме, али соработката со оваа фамилија, исто како и со другите, е доста добра. Они ни се во селото како едни од најстарите градинари кои произведуваат рано градинарство. Исто со нашата фамилија беме исти. Сега ние тоа не го работиме. Исто произведуваат и лозарство, една доста добра фамилија, поштена фамилија, честно и пријателски расположена и честно и поштено си го заработуваат својот леп. Еве рековме дека продолжение останува на младите, она што постарите го започнале. И во делот на раноградинарството, во делот на лозарството и на другите гранки. Се уште сме во дворот овдека во ова прекрасна куќа, која што е направена, се разбира, со потта, со рацете на семејството Димитрови, а сега разговараме со синот Перо Димитров. Петре, кажи ми, се занимаваш со лозарство и со раноградинарство. Еве да продолжиме во делот на раноградинарството. Нешто татко ви спомна, но би сакала многу повеќе од вас да чујам во делот на семенскиот материјал, во делот на она што значи се околу да се добие добра раноградинарска култура со добар квалитет. Да, е вака. Со лозарство се бавиме, да, имаме околу 2 хектара површина, али повеќе се бавиме со градинарство. До сега одевме со Оптима, сорта Оптима, али сега веќе како иде, таа сорта не да се отфрла, али народ повеќе бара розов патлижан. Како што е во Ловско срце, друзи розови сорти има многу повкусни, посладки. И се преориентиравме на тоа, да. И оваа година најверојатно ќе одиме 90% на розов домат патлижан, како го викат. Семењата се многу скапи. Значи во земјоделието, не само што се вложува многу голем труд, се вложува многу голема сума на пари. Мораш унапред да дадиш, една семка е 8 динара, пример, домат или крставица испод 10 динара немаш семка, многу пари унапред вложуваш, а на крајот колку ќе земиш, тоа е веќе знак прашано. Цените никој не ги знае како ќе биде, тоа зависи пазарот, али многу ме радуе што градоначалникот сега што е ставен, што одма се зафана за работа, со пазарот беме катастрофа, што се зафати, што од мај месец наводно, мислам и дека тоа ќе го направи, он што му обеќа и ќе го направи, дека ќе го растура пазарот, дека ќе не премести моментално на долу некој судот, новиот суд, после па ќе се вратиме, по-добри услови да влезеш во пазарот, да испаднеш од пазарот, многу подобри услови. Нов пазар едноставно, да, тоа е многу битна работа, пошто не е само вака одиш, работиш, трчиш, на крајот кога ќе дојде, нас тоа најмногу земјоделците што кога ќе дојде на крајот пазарот, пласман не можеш да направиш, а си го изработил и така, тоа е. Дали користите субвенции од државата? Користиме, да, субвенции користиме и за лозјето, и за градинарството користиме, пријавуваме, тоа се е нормално. Од таа страна од заштита одиме со доста, мислам, препарати се многу скапи и одиме да на некој начин се трудиме да ги отфрлиме вие пестицидите, отровите, да многу мала доза заради народот, ради сите, од еколошкиот аспект повеќе одиме на тоа, исто и со ѓубриња одиме, такви мислам по-еколошки, по-добри и за сега моментално е добро. Па натаму како ќе биде, ќе видиме. Имаме сега пример оваа година. И секоја година фаламе по 10.000 семки. Рачунаме 80% да никне, 5 садиме, 3 за продавање и така. Али заштита растете како мало дете, сака многу голема заштита, значи многу голема работа. Многу љубов, нели? Тоа е, ја викам љубов, некој пример сега произведува некоја нешто што јас го гледам и му викам не ме сваќа површка пример, тоа да е не знам колку пари, јас не го работам, пошто во фолијата да е 100 степена, ја ќе влезам со голема љубов и со одмерак, мислам, работам со задоволство. Сепак задоволно е, еве и диаспората не гледаат во цел свет, да ги поздравиме, кога млади луѓе, еве во Марена, во ова село, куриозитет, се занимаваат и не оставаат земјата, но го продолжуваат она од своите родители, така ли е? Да, еве и убава куќа сте изградиле, сигурно имате и друг план, имате кола, имате механизација, имате доволно? Механизација имаме доволно,
Тоа е сето од земјоделието и мислиме да наставиме, нема повлечување сега доправа. Децата си одат на работа, во Дрехстор се запослени и синот, и снаата, и черката, и зетот се запослени. Ние сме тука со татко ми, со невеста, исклучиво сме само на тоа определени. И ја мислам дека како оде на подобро, на многу поубаво, еве со сите вие устрови да не мешаме политика во земјоделието, веќе тргнуиме, ако влеземе, значи, че имаме пласмани, че имаме се, ја мислам дека ќе биде многу подобро од сега. Пошто оваа година сега што помина, се осети одма, поминаме сварно многу добро и ја мислам дека како иде, ќе биде подобро, пошто на некој начин земјоделците малце останаме. Сваќаш, многу малце не има, повеќе гледам луѓе се одредени на трговија, мене ме страх со тие работи. Најдобро за од земјата никогаш не откажуваме. Да. Она вика нема да те остави, значи без лепче вика стаете. Сварно е тешко, многу е мачно, али ја мислам на крајот дека ќе се исплати трудот и сето. Благодарам уште еднаш. Многу успех. Родна година, многу беричет и многу пари од она што со труд го вложувате и го работите со земјата заедно. Благодарам и вас што не посетивте со телевизијата. И многу голем поздрав и тоа да ги поздравиме сите што не гледаат. И толку од нас. Тоа беше од семејството Димитрови, па ние продолжуваме понатаму со репортажата и обиколката на село Марена, да го видиме нивното секојдневие, како живеат, се дружат, работат и сето она што значи живот за село Марена. Еве имаме една прекрасна овде духовна панорама и за сите оние гледачи кои не следат во диаспората во целиот свет. Верувам дека ќе уживаат во прекрасниот иконостас на црквата Свети Успение, да, на Пресвета Богородица. Разговараме со клисарот во овој духовен храм, овде на почетокот во село Марена, во оваа прекрасна црква, а тоа е Коле Трајков, Викенд Трапата. Да. Коле, кажете ми, од кога датира оваа црква? Кога е изградена? Кој имате? Некаде од 1823 година. Има и други записи, меѓутоа тоа е тие најстариот запис и по тоа се водиме. Иначе иконите што се донирани или поклонувани, како да речем, на црквата, има од покасниот период, 1872, 78. Меѓутоа тие се сите наши стари маренци, стари племиња да ги речеме, што биле моćни у тоа време. Имат, сега да нагласам, Димчовци, Камчевци, Уланковци, по наши ги викаме. Има тука нивни имиња, само пишани се на српско презиме. Така да, од тие период, сето денеска, обстојува црквата. Имате многу иконостас, нели? Иконостасот, сега да не дојде како фалба, може да речеме еден меѓу првите во Тиквишијата. Така да, и ние како селани, како клисари, како домачини се гордееме со ова. Одржаваме колку можеме. Сега едно прашање. Свештено лице имате тука, во Марена. Тука има доста верници, кажете ми? Има, како да речеме, има, сите. Да, за сите празници има луѓе идат и од страна, некои чуле за крштевки, венчевки, тука, така да има луѓе од страна, што имат, нели, некои има маки, па чуле дека од таа црква се нашле, ама, така да идат и од страна луѓе. Кажете ми, дали оваа црква има верници само од Марена, но и од други села доаѓаат? И од други места идат. Има наши маренци што се иселени и у странство, диаспората и тука, која идат доаѓаат, и има доста што се у странство, па која идат, па донират. Имате донации? Имаме донации од тие граѓани наши што се у странство и која идат остават, нели, па но основно тоа па ни тука нешто црквата, доле правиме трпезарија. Имате трпезарија нова, но рековте дека имате ви недостасува паркинг. Кажете ми за тоа? Паркинг требаше порано да се направи, меѓутоа не успеаме да го направиме. Новиот председател сега. Новиот председател на месна заедница Камчев обеќа, верувам дека ќе го направиме и тоа. Има добри проекти, па има со помош на
градоначалникот, од место тука луѓе, одборници, како да наречеме, се надеваме дека оваа година ќе успееме уште тоа да го направиме. Иначе трапезарите унатре горе-долу ни Со донации успеавте или со собствени средства? и со донации, и собствени средства, така да имаме голема помош од, како да го речем, Имате и фирми кои што донираат? Имаше фирми, сега Кожувчанка прво ќе нагласиме, Орка Холдинг, они донираа од Канив, Вочар Камчеви од Марина, Ика Спорт, ако заборавам некој, нека ми просте, има вие градежните фирми, се нискавадарци, имаме и однив од Ривел. Снимавме и Малереч фирма дека исто така донирала. Да, донират и они, тие првите 100 леви што ги имаме, они ни донираа и така да има и од сите фирми. Ако заборавам, некој нека ми просте дека не се. Вела дека кога ќе влезеш во духовниот храм, тогаш се релаксираш, подобро се чувствуваш и верувам дека црквата секогаш е полна, посебно за време на празници, нели? И за време на викендите. Има за време празници, викендите послаби, меѓутоа има за големите празници има повеќе луѓе. Тоа што нагласив пред малку дека се релаксира човек, влезе. Ја лично за мене можам да кажам. Како да не речам дека сум голем верник, меѓутоа ако не верувам во Бога, нема да бидам тука. Едноставно кога влевам од капијата навик се осеќам како сосем да сум друг човек. Еве па со оваа порака да сите ги поканиме да доаѓаат во храмовите, посебно еве овдека, да. Сите кој сака, кој верува у Бога, кој верува у нашата вера, црквата наша е секош отворена, добродојдена. Почитувани гледачи, еве се наоѓаме овде во едно прекрасно место, во еден убав амбиент, кој што навечер е уште поубав, на почетокот на село Марена, тоа е Рош кафе, еден ресторан во кој што во близина се наоѓаат од другата страна и канцелариите на местната заедница, таму и председателот Мите Камчев и останатите членови, но доста соработуваат, а вечерните часови најчесто и дење, овдека престојуваат и пензионери, постари жители, тука имат можности и да се рекреираат на еден начин, а тука сега разговараме со еден од председателите на советите на местните заедници, на местна заедница в село Марена, тој самиот ќе ни се представи. Вие сте? Повелете? Димов Симо. Симо, кажете ми, како председател, па доста години ве делат од активностите кои што сте ги обавувале. Како беше тогаш да се биде председател на местна заедница во село Марена? Па беше, за разлика од сега, мислам дека поинтересно, затоа што тогаш имаше работи кои што требеше да се средат, имаме доста активности, улиците не ни беа асфалтирани, па прво тампон, па асфалтирани, со манши, после паноминови, така натаму. Сега таа активност горе-долу е завршена умерна, сите улици се направени скоро. И така, за разлика сега, мислам дека е помирно, тогаш имаше доста работи кои што повеќе активности, нормално. Марена ете немала инфраструктура и требало нели на еден начин. Имавте и помош соработка со општината? Има. Поради финансиски средства, донации некои така? Да, па беме зависим доста од општината и покрај тоа што имаме и тој како местна заедница и право на имот, имаме и сметка, али мораше да помага и општината. Ние имаме доста години село Марна самостоен, самопридонес распишаме. Општински самопридонес или селски? Селски. Селски. Прво беше општа, после селски направиме. Не собира многу пари, меѓутоа доволно беше по тој основа амбуланта тогаш направиме со тој самодопринос и некои други работи, така помогна. Малку ни дојдовме повеќе од општа и така некои работи се средија. Како беше тогаш село Марена? Дали село Марена се иселува сега или тогаш имаше повеќе жители? Кажете ми. Марена е место положба да е добро. Многу близко е до Кавадарци? Да, затоа немаше многу миграција. Мислам, на исто становиште и сега не сум многу запознати, јас сум веќе 60 години у пензија, во секој поглед.
Тој и младите одеаме до кавадарци, сите тие помлади тој ше работеа во фирми државни, на некој начин имаа станови му се даваше во тие социјални какви беше опија и одеа таму у град. Меѓутоа тие скоро горе-долу сите пак се вратија назад. Значи што тој се иселија, 10 му останаа во градот, оно Марина, значи нема миграција од Марина. Се зголемува бројот на жителите. Тоа го рачуна после на тоа што увек гласачко тело у Марина се зголемува, не се намалува, значи по тој ослов, иначе точно констатација. И на крајот еве да ве прашам, еве светот цел нека знае еден председател во тоа време и сега од ова перспектива. Дали се радувате и сте задоволни што селото буја со овие нови председатели, нели така, со нови активности? Селото уште поубаво на еден начин. Како гледате на тоа, кажете ми? Бе поубаво. Поубаво од некој аспект, да. Меѓутоа не спомнаме, младите доста мигрира сега у странство во тој поглед. Што е причината? Причината е сите млади сега расат и сите гледат да во тренд ли е тоа да се појде во странство? Не го потреба. Да, потреба. Значи нашите внучиња сега, моите како вие години, внучињата нашите сите отидоа по странство. Кога од Марина дојде толку, ја не знам на бројите, кажам само колку шофери има тие што возат неги. Тие се враќаат, меѓутоа има иселени од време на време се враќаат, али тешко се враќаат. Во тој поглед не ми се вижда. Како ви минуваат пензионерските денови, сега кажете ми? Па добро е да речеме. Треба да си најдеш релаксација. Виж, живот треба да го потребиш, но што ти одговара, да немаш нервози. Нисто тоа се задоволуваме, се ќе дојдеме ден таа минем најмалку 4, 5, 6 сата негош тука и после полесно е. Да не ти биде досадно. Сигурно. Толку пензионери Тогаш да ја кренеме а за младите тоа не ме одговара, па тоа ни бегат настара. Ајде да кренеме оваа чаша. Еве се најдобро. Со еден од председателите и често ми беше да разговарам со вас. Благодарам уште еднаш и пријатно и среќно да се дружите овде во село Марина. Почитувани гледачи, каде и да се наоѓате, дали овде на нашето тло, во Кавадарци, може би во диаспората низ целиот свет. Еве сме во кабинетот на таткото на општината на Кавадарци, во срцето на тиквешијата, во градот на грозието, виното и рудата, тоа е Кавадарци. Меѓутоа, нашата тема и посета на градоначалникот Митко Јанчев е со повод. Поводот е следниот, за потребите на емисијата Моето село. Овој пат ние гостуваме кај него. Господине градоначалниче, најпрво благодарам што не примивте, што одвоивте од вашето скапоцено време, бидејќи вие не сте, еве нека чујат сите, градоначалник на фотеја. Меѓутоа, вие сте градоначалник повеќе на терен. И затоа беше голем мотивот и желбата и на председателот на местната заедница во село Марена, воедно и советник во Советот на општина Кавадарци Мите Камчев, да разговараме и на еден начин да ги запознаеме гледачите како нашиот градоначалник, кој е неговото визионерство и соработката со местната заедница и кои се вашите видувања во вашиот мандат да реализирате проекти за подобрување на животот на нашите села, а посебно за животот на жителите во село Марена. Повелете. Благодарам и на вас за вашата иницијатива да учествувам во емисијата и за убавите збори што ги кажавте. Направивте добар вовед. Марена е село кое што е почитувано од наша страна секогаш како општина, нормално и сите други села, и сега конкретно зборуваме за Марена. Исто така председателот на местната заедница, воедно и советникот Митко Камчев, се залага многу за село Марена и тоа вака мене ми остава еден многу добар впечаток и мотивација да видам кога луѓе се борат за своите места, за да можат од општината да постигнат што повеќе и за да направат подобри услови за самите жители на тамошните места. Ја морам да потенцирам да кажам дека Марена за мене не е класично село. Значи Марена е приградско село со некоја да речеме со 3-4 км од градот, така да таквите села на запад, а поготово во Словенија или било каде, се рачунаат за едни од подобрите елитни села или подобрите елитни населби. Јас така гледам Марена. Значи Марена гледам како една ситуација која што треба во едно време да се развие.
анегдотите кои што ги имат маренци и ситуациите што најмногу им пречат, јас се трудам во мојот мандат да ги надминам. Веќе едната е завршена, тоа ќе биде со тоа што во Марина донесивме нов детален урбанистички план. Сами знаете дека со носење на детален план веќе се прави простор за развивање на самата урбана или селска средина, така да Марина веќе има активен урбанистички план да може да се градат нови куќи, доградби, парцели и така натаки. Со самото тоа Марина добива една градинка. Значи Марина до април месец ќе има активна градинка од некои 30 дечиња кои што може да ги згрижиме, значи од околината на Марина и самото село Марина. И исто така сакам да потенцирам да кажам дека во Марина комплетно го реконструиравме основното училиште кои што ги имат. Тие дечиња таму имат сега прекрасни услови, едни нормални услови за учење, така да не се селски услови или да речеме по малку порурални услови, него стварно градски услови за работа и за учење. Исто сакам да потенцирам дека во Марина во делот на инфраструктурата сакаме да направиме поголеми инвестиции, поготово во делот на улици, патишта и канализација. И најголемиот и најгорчливиот проблем, јас се надевам дека до крајот на 2019 година ќе им биде решен, а тоа е колекторскиот систем. Сами знаете дека Кавадарци има колекторски систем, кога јас дојдов градоначалник пред година дена беше точно до новата болница. Сега колекторскиот систем е спроведен до пред Марина, поточно кај кафената 3 Багреми. И во ова 2019 сакам да го завршам до крај колекторскиот систем. Со тоа значи дека Марина ќе добие една убава средина, таа непријатна миризба од сите што до сега ги трпеа луѓето ја имаат, ќе биде заборавена. Така да мислам дека може би ќе биде едно од поубавите места за живење. Така. Градоначалниче, може би и голема предност е, тој имал куриозитет, затоа што реткост е да председателот на местната заедница е воедно и советник во советот. Дали тоа значи тој успешен спој меѓу вас и меѓу господинот Мите Камчев во соработката и дава вакви успеси и ваква визија, која што верувам дека и жителите на Марина, но и сите кои гледат оваа емисија ќе бидат воодушевени од она што вие го планирате заеднички да го реализирате. Дали одвојувате средства од градската каса или пак имате во плани некои донации да соберете или од други извори за да можат овие проекти секако дека доста ќе чинат, нели? Да. Гледате, со тоа што Марина урбанизирана село со детален план сите, исто како и во градската средина, така и во Марина жителите си ги надмируваат своите обврски пред општината, значи од данок на имот, данок на промет, исто комунална такса, така да маренци не се обесправени во тој дел, а и не се заштитени, него напротив учествуваат во целокупниот буџет. За мене е предност и често задоволство и така треба да изгледа еден совет кога имаме од повеќе средини советници и секој да се грижи за својата средина или село, така да тука е баш од село Марина, кој имаме правиот човек кој што пак искрено да ви кажам во комуникација со него секогаш се бори за нешто повеќе за Марина. Дали е тоа во делот на земјоделието, дали е тоа во делот на урбаната средина, дали е тоа во делот на инвестициите или за традицијата на маренци која што треба да продолжи манифестации и сите работи, така да е да почит према него и према сите оние кои што учествуваат во општеството и сакаат да запазат она што значи традиција и да може селото да си остана така како што биле. Имам уште едно прашање, тоа е следното. Во разговор со Мито Камчев напомена дека Марена е податна за како индустријска зона да прерасне. Има доста фирми кои што таму веќе работат. Тоа значи и еден пат младите да не одат и од селото, нели така? И дали имате тука некоја визија да може Марена токму да прерасне и во индустријска зона? Баш така, како што кажав, со новиот урбанистички план кој што е донесен, Марина веќе си има право и марки си оцртано во делот на колективно индивидуално домување, нормално и деловни простори, а после Марина некаде Неготино, знаете дека веќе имаме делумно развиена индустријска зона, тука се носи дел од Г2 индустријска зона, така да тоа е еден голем потенцијал да може Марина да остане да биде еден центар на еден развој, каде што и младите и сите би имале еден мотив и подвиг за да останат во самото село и оние предуслови кои што ги кажавме, основно училиште, градинка, па и други содржини ако направиме како општина, мислам дека ќе биде сосема доволно за. Дали одите често во Марена? Па
како да ви кажам, Го посетувате ли? Затоа што рековте добро соработувате со председателот и советник. Марена може ми од дневна основа, Нели? викам од дневна основа, движам многу. На агендата ви, нели? Ми е во агенда, движам почесто, а и кога поминувам неке некои фирми или неке неготини било како Марена, така да нема кај да бегаш од неа. Мора да се помине Мора да низ се неа, помине. нели? Па и забележувате, нели, што треба и како треба да се. забележуваме, јас морам да направи. потенцирам да кажам дека од Марена имаме и покрај тоа што имаме советник, имаме доста успешни луѓе. Одлично, да. И тоа во општеството е командирот на полицијската станица на Кавадарци од општа надлежност е токму од Марена. Тој и во Марена живее фамилиарно. Ете и тоа е на Одлично. предност убава, Сигурно. кој што и тој треба да се грижи повеќе за Марена. И имаме добар дел од раководители од општина Кавадарци кои се од Марена, така да маренци се добро етаблирани во општеството и мислам дека може да се направи за Марена да остане малку на подобро ниво. Ме инспириравте кога ова го кажавте со еден голем ентузијазам, нели, и со една добра визија. Дали кога патувате и во странство, дали малку земате еден вака пример или еден корисни вака работи кои што ќе користат за нашите села, да се допреме малку европски до оние европски села, нели? Имате ли таква визија? Вие сте млад градоначалник и верувам дека и тоа е во вашата агенда на еден начин Гене, луѓето во овој мандат. Да, луѓето се повеќе си бараат помирни средини, чисти средини. Затоа и треба да направиме ние предуслови и да можеме да направиме такви приградски населби или села каде што ќе може да се функционира најнормално. Со самото сега етаблирање на Македонија или влегување кон НАТО и ЕУ ќе се отворат многу ИПАРД фондови, грандови каде што токму ќе бидат насочени за такви средини. Така да со насочувањето на тие средства ние можеме да направиме тие такви околни села или населби да бидат од едно високо ниво. Градоначалниче, благодарам за ова интервју. Ова беше во рамките на емисијата Моето село. Еве одвои време и верувам дека сето она што го кажа тоа е една добра перспектива, нели, за еден убав и добар живот во нашите села. Благодарам градоначалниче, па ве чекаме во село Марена, нели? Сигурно ќе се видиме во село Марена и јас и вас лично да ви заблагодарам како долгогодишен новинар кој што имате голем придонес и се уште придонесувате да нашата историја или тиквешија на некој начин биде одбележена и биде историјата или она како село бидат запазени. Благодарам и да ја поздравиме дијаспората, се разбира тамо ќе оди ова емисија ни цел свет и се најдобро. Па сето она што го кажавте и да потоа ќе дојдеме на дело да го видиме, нели? Благодарам уште еднаш. И на крај да ве запрашам, како и секаде, младите сакаат да го видат и светот, но дали би можеле да го заприте оној дел во кој што младите заминуваат од селото, например? Има можности, имате еве индустријска зона, значи има можност да се вработуваат. Кажете што на тој план што мислите? Па види, целта и на формирањето на овој клуб наш, што го формиравме, ни беше да ги задржиме младите во селото. Али немаштијата, сега планираме, одиме, дали ќе одиме на подобро, тоа ќе видиме, ќе каже времето, али сето оваа младина си сака да си има пари и за да може да си испадне било кај работењето кај нас на младите, не му ги задоволува потребите, они сакаат да си живеат малце посовремен живот и таков е и животот, како и сите. И затоа сакаме да ги задржиме младите, колку можеме да ги задржиме, али не успеваме во тоа. Имаме млади кои што не напуштаат, не во Кавадарци или во Неготино, него не напуштаат во странство одат, ради барање на подобар живот. Вага како председател на Советот на местна заедница, еден сте од ретките успешни председатели, тоа морам да го кажам, и успешно соработувате еве и со општиниот, со градоначалникот Митко Јанчев, и од оваа перспектива, дали сте задоволни, каде го гледате Марена по завршувањето на вашиот мандат? Па видите, јас како и обично Марена сакам за време на овој мој мандат и како советник и како председател
Марена да го дотераме барем едно 80% у поглед како урбана месна заедница. Имаме ние и урбанистички план изготвено за Марена, детален урбанистички план, како урбана месна заедница да ги довршиме првен улиците, народот да се осеќа како во една градска средина, да не гази кал. Како второ, имаме недовршена една канализација која што ни прави проблем од тековната. Сакаме и таа да не доваѓа смрдејата, мислам, во Марена. Како трето, планираме колекторскиот систем да го довршиме. Значи, тие се ситуации по главни објекти за довршување на мојот мандат, кои се за реализација, али соработката со нашата, мислам, локална самоуправа е на доста големо и завидно ниво. Затоа што имаме разбирање со градоначалникот Митко Јанчев и со советот што ние на местната, мислам на општина Кавадарци и со службите што ни се на располагање во Знаете зашто општина ве прашав? Кавадарци. Затоа што некаде председателите не се советници. Значи ги имате таа предност што можете токму изворно проблемите веднаш и да ги класифицирате и предложите да влезат во програмата и во проектите на градоначалникот. Тоа е она значајно и она е врвца кој ве врзува и успешно можете да действувате и тоа да се реализира. Благодарам, господине председател, еве да ги поздравиме сите нашинци даде во светот, па еве тоа беше првиот човек, таткото на Марена. Верувам дека и со инсерите кои што ќе ги гледате за целото село, ќе ве поведеме со камера и со зборни селото и верувам дека ќе бидете задоволни од она што го презентираше мојот соговорник, председателот на местната заедница Марена и советник во Советот на општина Кавадарци, поранешен фудбалер и љубител на спорта. Поздрав и од мене како председател на моето село Марена и како советник на општина Кавадарци. Поздрав до сите гледачи и сите кои ќе не гледаат во светот и подалеку. Да завршиме оваа емисија, како што Поздрав. и редот. Почитувани гледачи, пријатно, се најдобро, па да се видиме во нека друга пригода, во некое друго наше убаво тиквешко село. Благодарам што не примивте и среќно, почитувани гледачи.